По околу двегодишна реализација на градежните работи за уредување на западниот сообраќаен влез во Кочани, конечно активностите влегуваат во завршна фаза. Се поставува вториот асфалтен слој на кружниот тек кај хотелот Национал, со што постепено се надминуваат и проблемите во нормалното движење на возилата. Предстои довршување на поврзувањето на јавното осветлување на делницата од кружниот тек до надвозникот на магистралниот патен правец А3, како и поставување на соодветна вертикална и обележување на хоризонталната сигнализација. Паралелно со асфалтирањето на кружниот тек се комплетира и поврзувањето на улиците Крижевска и Белкамен. Уредувањето на западниот влез на Кочани е дел од изградбата на експресниот пат Штип-Кочани, со што скоро целосно се менува постојната сообраќајна инфраструктура. На делницата од Тракање до компанијата Антура е изградена нова коловозна лента, а на потегот, освен кај хотелот Национал, изграден е уште еден кружен тек кај поранешниот комбинат Кочанско поле. Со тоа се менува и регулирањето на сообраќајот за влез и излез од градот во правец на зоната лесна индустрија, како и кон Штип и Делчево. Во изминатиот двегодишен период возачите постојано апелираа изведувачот да ја забрзе динамиката на изградба на патот. Иако немаат директни надлежности во целиот проект, жителите на Кочани бараа и службите од локалната самоуправа да интервенираат за да се забрза постапката. При тоа апелираа и при поголеми градежни зафати да има соодветна сигнализација, како и информации за возачите. Локалната самоуправа на Зрновци ја почна изградбата на примарната канализацијска линија на крак од улицата Илинденска, која е една од главните сообраќајници во општинскиот центар. Со комплетирањето на основната комунална инфраструктура ќе се обезбеди одвод на фекалните води од домакинствата и другите објекти во близина на етнопаркот и детската градинка Бисерчиња во Зрновци. Средствата во висина од над 1 милион денари за реализација на овој проект беа обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Предходно, со буџетски средства на општината беше покриена изработката на техничката документација. Со неа е предвидено да се постави главниот колекторски цевковод со пречник од 200 мм и должина од околу 300 метри. Дополнително на целата канализацијска линија ќе се изградат и 9 приклучни шахти, а рокот за завршување на градежните работи е до средината на идниот месец. Со тоа, по 2,5 децении откако го платиле надоместокот за комунално уредување, жителите од овој дел на Зрновци ќе добијат современ одвод на отпадните води. Според урбанистичкиот план на локацијата околу етнопаркот во Зрновци се зацртани уште 15 на градежни парцели за индивидуално домување и за нив е обезбеден приклучок на новата канализацијска линија. Изградбата на главниот колектор на улицата Илинденска ќе возможи во иднина да се реализира проектот за изградба на пречистителна станица за отпадни води во Зрновци. Со финансиска подршка од UNDP за оваа комунална инфраструктура веќе е изготвена проектната документација. Комуналната опрема и делови од јавната инфраструктура во Кочани се почесто се мета на вандалско оштетување и уништување, а мерките што досега се преземаат даваат многу мал ефект. Ниту безбедноста во сообраќајот на главните градски улици не е доволна, особено во почитувањето на законските одредби за паркирање, како и за движењето на возилата и пешаците на поголемите крстосници. Поради тоа, се погласно е барањето во јавноста за поставување видеонадзор на јавните простори. Со тоа полесно ќе може да се контролира и превенира недоличното однесување на поединци, а истовремено ќе помогне во откривањето на сторителите. Истовремено ќе се обезбеди и заштита на општинскиот имот, а ќе се подигне и нивото на безбедност на јавно прометните површини. На една од последните седници на Советот на општина Кочани беше поставено и советничко прашање во врска со граѓанската иницијатива, со барање општинската администрација да направи анализа околу можноста за поставување видеонадзор. Ние, советниците, повторно беме повикувани преку социјалните медиуми за поставување на видеонадзор во градот. Јас би сакал во овој дел ние на координација разговаравме за оваа прашање, да видиме оваа во чија надлежност е и колку можеме да реагираме во тој дел.
и да излеземе со соопштение дали е во наша надлежност ова. Бидејќи ностоп сме повикувани на оваа тема, со цел заштита, значи, на опремата на општината. Видеонадзорот, да се спомнува повеќе пати, ќе ја видиме законската рамка за поставување на видеонадзор. Имаме информации дека одредени општини, како што е, например, општина Кавадарци има поставен видеонадзор, може да добиеме искуства од нив и да пристапиме кон поставување и да ги видиме финансиските импликации кои се и целата постапка. Освен во Скопје, поставувањето на видеонадзор како превентивна мерка веќе е воведено и во некои други општини, а позитивен пример е Кавадарци, каде пред 3 години беа поставени безбедносни камери на главните крстосници и на јавните површини во градот. Според одлуката што ја усвоил тамошниот општински совет, снимките од камерите, согласно законските прописи, можат да се користат и за истражни дејства при извршени кривични дела и други престапи. Комуналното предпријатие Водовод склучи договор со ветеринарната клиника Иновет од Куманово за обезбедување шинтерски услуги на подрачјето на општина Кочани. Со договорот, кумановската фирма ја презема обврската за соодветен третман и намалување на проблемот со бездомните куќиња кои слободно шетаат по градските улици. По повторената тендерска постапка, понудата од Иновет, која е дел од ветеринарниот центар Тодор Велков од Куманово, била избрана како најповолна. При тоа склучен е договор во нето износ од над 550.000 денари. Оваа сума е на исто ниво како и во претходните 2 години, а би требало да биде доволна за да се опфатат околу 70 бездомни животни. Со задачите во техничката спецификација, ветеринарната клиника Иновет има обврска да изврши заловување на куќињата, да ги вакцинира и стерилизира машките и женските единки, како и да обезбеди вдомување или чување на животните, а доколку е потребно, можна е и еутаназија. Исто така, меѓу другото, во обврските е вклучено и микрочипување и времено маркирање, а по третирањето, дел од куќињата да бидат вратени на местото на заловување. Според извештајот за реализирани шинтерски услуги во текот на минатата година, што се разгледуваше на една од последните седници на Советот на општина Кочани, комуналното предпријатие Водовод и комунален инспектор имаат извршено 10 акции, при што биле заловени вкупно 61 куќе. За секоја акција е изготвуван соодветен записник со потпис од овластени присутни лица. Параглайдинг клубот Источни крила од Виница и годинова ќе биде организатор на надпревар во параглайдерство, што се одржува во рамки на Македонската национална лига. Минатогодишното позитивно искуство и успешната реализација на трката, на која учествуваат 20 клубови од државата, им овозможи на влюбениците на летањето со параглайдер од Виница повторно да бидат домаќини на надпреварот. Слично како и лани, и оваа година се очекува учество на скоро сите клубови од државата во рамки на 4-та трка од Националната лига во параглайдерство. Председателот на Виничкиот параглайдинг клуб Дарко Стојчев истакна дека главната цел за организирање на ваков надпревар е популаризација и омасовување на оваа спортска дисциплина. Источни крила е еден од ретките клубови во овој регион на државата, а интересот за параглайдерство е солиден, особено меѓу младите. На надпреварот ќе се мери брзината на летење, односно поминување на зацртаната патека. Стартот на трката за сите учесници ќе биде од воздух, а тие ќе треба да поминат над одредени контролни точки пред да слетаат на целта. Параглайдинг надпреварот ќе се одржи на 13 и 14 август, при што полетувањето ќе биде од Плачковица и ќе се лета над нејзините падини, потоа над езерото Калиманци преку дел од котлините кај Кочани и Берово, а целната точка и слетувањето ќе бидат на локалниот пат кон виничкото село Јакимово. Стојчев информираше дека во план е надпреварот да стане меѓународен, а за оваа година веќе се најавени учесници од Израел и Јапонија. Истовремено, упатен е повик до фирмите од регионот да дадат свој придонес со донации и спонзорства, за што подобра организација на трката.